Нема одговорност за директорот на затворот Шутка Ѓоко Котевски за вработувањето на неговата сопруга во управата за јавни приходи. Антикорупцијска доправа ќе утврдува дали работната позиција на која е вработена Катерина Котевска била утврдена поради зголемен обем на работа. Антикорупционерите дополнително бараат одговори од директорката на УЈП Сања Лукаревска за 36 вработувања преку агенција за времени вработувања, но и за владата за спорните вработувања, за кои од комисијата не исклучуваат можност тие да се партиски вработени. Значи не можеме да преземеме мерки и некои казнени одредби за лицето, за претеничката. Така што останува единствено да се насочиме кон директорката на управата за јавни приходи и од владата на Република Македонија како институција која ја именува директорката да побараме преиспитување на начинот на кој што се вработени лицата. Сомневате дека ова се партиски вработувања? Не можеме да навлеземе натаму. Ние сме исправиле споредба со партиски листи, меѓутоа остава простор за сомнеш. Според предметите на антикорупцијска, УЈП била најпримамлива за вработување на роднините на актуелни пратеници. Истрагата на ДКСК продолжува и за вработувањето во УЈП на Катерина Јакимовска, сестрата на пратеничката Тања Ковачева, за чија работна позиција не е наведен степенот на образование, со што не се јасно наведени ниту критериумите при селекцијата, велат од комисијата. Претеничката си го вработила и сопругот во АД Аеродроми, но не доставила извештај до антикорупцијска за неговото вработување, пошто комисијата поведе и прекршочна постапка. Одговорност за вработувањето на зетот на сестрата на претеничката Ковачев ќе се бара и од директорот на Водовод. И за братот на претеничката од СДСМ Анета Симевска, Жарко Симевски, беше отворен случај кој во 3 наврати бил натачен за ВД директор на здравствен дом во Македонски Брод. Инаку комисијата денеска експресно го затвори случајот за грчките фирми на министрот Дамјан Манчевски, кој го отвори вчера, откако тој им доставил документи како демант. За предметот грчките фирми на Манчевски, конкретно за фирмата Мегатрон, по вчерашната седница добивме демант со приложени документи од господинот Манчевски. Очекуваме во иднина подносителите да доставуваат пријави со точни и вистинити податоци во функција на ефикасно работење на комисијата од аспект на трошење ресурси и време, но и за да не се нанесува штета на угледот како на подносителот на пријавата, така и за оној за кој се поднесува пријавата. Антикорупционерите утврдија непотизам и во 4 случаи со поранишниот градоначалник на Лозово, но поради застареност овие случаи беа затворени.